Добар ден, почитувани дами и господа. Пред се сакам да му се заблагодарам на раководството на Македонската берза што не покани да ја представиме нашата компанија на овој еминентен скуп. Еве, накратко за Неотел. Значи, фирмата е основана во 2004 година, 21 година тераме. Зошто 2004? Затоа што тогаш настана либерализација на телекомуникацијскиот пазар во Македонија. Како што е вообичаено, комоцијата на монополистите создава простор за алтернативни играчи. Го искористивме тој момент и практично станавме прв алтернативен телекомуникацијски оператор. Не знам, претходно постоја кабелски оператори кои нудеа само телевизија, ние бевме оној прав телекомуникацијски оператор. Фирмата е целосно финансирана од домашен капитал, доминантен акционер, собственик е информатичката компанија Неоком и од самиот почеток почнавме да градиме собствена мрежа, собствени ресурси, да пружаме услуги пред се на почетокот на деловни партнери, но понатаму како ја ширевме мрежата, така го ширевме и просторот за домашни корисници. Покрај изградба на подземна оптичка мрежа, во тој момент влеговме и во проект на бежишна фиксна мрежа за поврзување, која денес се базира на LTE технологија. Тоа е она така наречена четврта генерација. Изградивме два дата центри во Штип резервен и во Скопје примарен, и тоа ни возможи во денешен аспект да кажеме дека сме големо продавач на интернет на големо. Не претендираме дека сме најголем конзумент на интернет, големите играчи се тие, меѓутоа ние ги снабдуваме со интернет малите оператори како во земјата, така и во околината, пред се мислам на Косово и нешто во Албанија. Почетокот беше, како да кажам, исполнети со горки и сладки моменти. Горки затоа што влеговме на еден етаблиран пазар, за нас релативно нов и непознат, и конкурентската борба беше со голијати. Се уште е така. Сладки затоа што формиравме група на млади, амбициозни, високо образовани луѓе кои беа желни да се докажат и имавме жетва на успеси многу брзо после формирањето на фирмата. Тука е наведено дека и поред продажбата на интернет, ние сме и најголем дата центар оператор. Значи, пружаме услуги во сопствениот дата центар за корисниците. Ова е портфолиото на услугите. Значи, секако почнавме со најстандардниот интернет пристап, изнајмени линии, потоа влеговме во фиксната телефонија, која во тоа време се уште значеше нешто. Денес се намалува улогата на фиксната телефонија, но сепак одредени функции се уште се базираат на фиксна телефонија. Бевме први што воведовме интерактивна телевизија, потоа подразбирам телевизија која за чија основа се интернет. Таа може да се следи на паметни телевизори, на паметни телефони, било каде. Доволно е само да имате квалитетен интернет. И следните три услуги се релативно во последно време, значи колокација на опрема, хостинг услуги и клауд услуги. Еве што сме изградиле досега. Имаме повеќе од 2500 километри инсталирана оптичка мрежа, што меѓумесна, што во самите и населени места, претежно урбани, но и во селски средини. Два редунданти центри, значи секој е замена за другиот, во случај на испад од едниот, другиот да презема комплетната функција, така што услугите кон корисниците немаат застој. Имаме пристапи до повеќе од 50.000 домаќинства. За жал немаме 50.000 корисници, меѓутоа имаме техничка можност и конкурентската борба сепак не дозволува да 100% реализација на тој физички пристап.
Како што гледате од шемата, физички сме поврзани со соседните држави. Можам слободно да кажам дека прв алтернативен оператор што изгради оптичка мрежа кон Србија и станавме фактор некој за игра да донесеме интернет во Македонија. Имаме и две врски кон Косово, две кон Грција и по една кон Бугарија, Србија и Албанија. Ова се некои основни бројки за самата компанија, значи бројот на вработени, како што гледате, 50% се високо образован кадар, претежно техничка насока, а финансиските бројки се извадени на некој 10-годишен просек. Ова е преглед на сертификати. Нашиот бизнис е тако да мораме да усогласуваме со одредени стандарди, како што ни е потребно за интерното работење, така и визави корисниците кои инсистираат на одредени стандарди за соодветни услуги. Колocирање на опрема во дата центар, чување на податоци, туѓи податоци во клауд системот, секогаш подразбира дека операторот мора да ги поседува овие стандарди за да докаже дека коректно управува со податоците. Каде го гледаме неотел во иднината? Тука имаме 4 насоки. Едно е понатамошно проширување како на орбитната, така и на пристапната оптичка мрежа, зголемување на капацитетите. Сите веројатно и да не сте од индустријата, како корисник сваќате дека секој ден имате се поголеми потреби за капацитет на податоците што ги добивате или испраќате преку мрежата. Дата центри, значи проширување на капацитетите на тие дата центри и најново воведување на нови услуги, управувани, тоа се управувани информацијски и комуникацијски услуги и услуги на сајбер безбедност. Зошто овие два посебно сакам да ги потенцирам? Затоа што одиме во ера на дигитализација на целата документација, сите фирми и установи се повеќе го базираат секојдневното работење на некое софтверско решение и комуникацијско поврзување. Потребите растат, а верувајте, одржување на сопствен дата центар во рамки на една институција или фирма е многу захтевен процес. Тоа од средства до организацијски потреби. Зборуваме за систем кој треба да работи 24 часа, кој мора да биде редундантен, да биде во случај на да не биде подложен на испад на кварови, интернет напади, на испад на струја и така натаму. Физичко обезбедување, противпожарно обезбедување. Сето тоа е поред финансиската тежина, дополнителен фактор е што имаме недостаток на стручен кадар кој може да ги управува тие центри. И се повеќе имаме тренд да дата центри на оператори служат како место за чување на опремата на конкретни клиенти, така што на едно место се обезбедуваат сите овие атрибути кои се потребни за еден на вистинска пар екселанс дата центар. Дополнително е или опрема, изнаемување на опрема или изнаемување на така наречени клауд услуги, кои што се виртуални дата центри. Зголемувањето на потребата на информатички опрема и комуникацијски услуги веднаш го подига нивото на ризик од напад од сајбер криминалци. Тука гледаме исто така една перспектива за воведување такви услуги, каде што ние како оператор би управувале со комуникацијската структура на компаниите или на установите и со сајбер безбедноста. Тоа се многу динамични области, бараат длабоки познавања, не можат сите да си дозволат да имат во собствената установа доволно квалитетен кадар за да го одржуваат тоа. И затоа трендот е да тоа се пренесува на квалификувани оператори. Се извинувам. Значи, за сето ова да се оствари, ние досега сме работеле со собствен капитал и со
банкарски кредити. На потик на македонската берза добивме, да кажем, насоки дека и јавна понуда на акции е еден од можности да фиксира. Бидејќи брза реализација на сите овие поставени цели бара релативно големи вложувања. Прашањето е како сега до средствата. Ние првиот чекор го направивме од почетокот на годината. Неотел функционира како акционерско друштво. Да се надоврзам со дискусијата на, мислам дека на господинот Полекан, околу корпоративното управување. Бидејќи доминантниот собственик Неоком е веќе акционерско друштво и тој има обврска да поред ревидираниот извештај за собственото работење да поднесува и консолидиран извештај. Неотел сакал некел го правил тоа и така на тој начин ние сме веќе на некој начин во некоја мера подготвени за транспарентно корпоративно управување. Што ни престои? Ни престои изработка на детален, амбициозен, но реалистичен план за развој во следните 5 години и некој погруб увид во наредните 5 години понатаму. Анализата на тој план и проценката на потребните капитални вложувања ќе ни покажат на кој начин би можеле или кој е најсоодветен финансиски инструмент за обезбедување на тие средства. Тука очекуваме стручна помош од македонската берза и нивните финансиски партнери од меѓународни партнери, особено на EBRD, затоа што едно е изработка на план, но проценката на вредноста на компанијата, како спомна господинот Тот, е клучна во презентирањето на IPO. Тука ќе ни треба стручна помош, затоа што ние секако сами себе се гледаме како многу убави и многу успешни. Многу е битно како средината не цени и како ќе процени проспектот за евентуално IPO. Да го парафразирам господинот гувернер Славевски, ни престои известна неизвестност во тој подготовителен период, но сакаме на крајот на тој подготовителен период да имаме известна предвидливост за евентуално IPO. Благодарам за вниманието.